Во ова налудничаво време, додека чекаме да се договорат едни со други, мислам ние цело време чекаме, кој следниве години ќе ги празни џебовите на граѓаните и кој ќе глуми честност? Нашите медиуми решаваат да го мотивираат македонскиот граѓанин со неколку позитивни вести. Македонското здравство подобро од многу други во Европа. Не за смеење, за плачење. Ама луѓе во верувале на телевизиите. Ајде да веруваш, например, да ти речат дека имаш голема плата. Па и да веруваш, например. Добро, не ми е... Како ќе веруваш ти дека имаш голема плата, кога едва месец со месец врзуваш. Лош е примерот. Еве, например, да речат на телевизија, да ти речат, например, дека нема невработени. Ајде да веруваш. Мислам, и ова не е баш некој пример. Кога гледаш дека околу тебе пола од пријателите ти се невработени, или, например, еве на телевизија да кажат дека Сорос е крив за се, ај да веруваш. Ова е баш супер пример. Сорос е крив за загадениот воздух, Сорос е крив за улиците кои имаат дупки, Сорос е крив дека не сме во Европска Унија, Сорос е крив дека имаме криза. Ова е супер, ова мислам дека супер пример. Во ова можеш да веруваш, но кога ќе видиш некој мора да е крив за се. Еве, барем братот Сорос е крив за тоа. Загаденоста на воздухот стана алармантна. Алармантна. А што е всушност тоа? Сорос фрла димни бомби за да ја дестабилизира Македонија. Еве ти уште едно објаснување. Македонскиот народ верува во телевизиите, но за здравството на вистина треба да си луд да веруваш дека здравството ни е окей. Доволно е, например, само да влезеш во болница. Мислам, да имаш кашлица, не треба нешто повеќе, да имаш температура, например, да не можеш да земеш воздух и да излезе доктор да ти рече, например, за преглед, да, за преглед, немаш упат. Каков упат, човече, дај помагај, упат немаш. А и следно термин, следно имам следниот месец, за еден месец дојди. Па докторе, за еден месец или ќе умрам, или само од себе ќе се излечам. И дремиш во салонот со уште 20 души тука, кој од кој поболен, значи. Сите поболени, чекаш 3 сати за да дојде друга смена на докторот да му заврши паузата, не такви некои банални работи кои што ти чекаш таму. Како што сега чекаме да се состави влада, така ти таму чекаш да се појави доктор и да ти излечи. Се појавува сестра, ти вика, еден доктор е на цели 2 спрата, сватете не, 100 души лежат, болни се сите, тој сам ги прегледува, нема други доктори. Ти ќе се испоразболи, човече, од само што чекаш со овие, од нервоза ќе се, нервозен ти пука филмот и викаш, дајте помош, човече, дајте некој лек, инфузија, инекција, што било, дајте, помош ми треба. Јас сум згрозено биче, ми треба помош. И сестра ти вели, што туку викаш? Ова е жената тука 6 сати чека, со пукнатост непоцрево, за операција е дојдена, а и нема упат, нема. Заради тој упат кутра жена. Ти за кашлица, оди дома таму, чај и витамин С и мирувај. Мирување ти треба. И толку, решен е проблемот. Само од себе ќе си оздравиш. Ама имаме подобро здравство од здравството во Шведска. Одиш да те снимат на рентген. Мислам, тоа е запад, на рентген. Прво влегуваш во едни визби, во едни ходници, со едни миризби, со едни чуда внатре. Хорор филм, скривници. Таква музика од прилика. Со некои вакви знаци по вратите. Забранет влез за невработени. И на една врата кај што треба да те снимат пишува опасно по живот. А тебе таму, ти имаш упат за таму. Забранет влез, пишува забранет влез за невработени. Костур има нацртано на вратата и се појавува доктор со мантил и кломпи и ти вели, влези. Ти влези. А ќе влезам и јас и ти влези. Тоа е просторијата кај што те снимаат. Еве, како актер, јас одам на снимање на рентген за плуќа, одам на снимање. Внатре музеј, машината, колку цела соба внатре, значи Pentium, кецот, првиот компјутер што е направен, колку една соба, тоа е внатре, за снимање машина. Цела соба, слушаш некои чудни звуци, вртат со некој железа, со еден метал застанува, вака ти го лепи на градите и докторот ти прави муабет од типот. Абе, какви времења беа тоа? Шо се испроживеавме? Ова болница беше, не сега, хаос, еден не остана. Катастрофа е сега. Сврти се наваму. Абе, ти му викаш, бе, не зрачи ова е машината. Не, бе, кај зрачи? Какво зрачење? Таа едва работи ќе зрачела. И по некој време само ти вели, за 2 дена дојди снимките да ги земиш. Тие 2 дена дома, пријатели мои, секој ги има доживеано ова. Кошмар.
Мислам, кој се работи ќе се свртат, нема спиење, ќе мислиш, имам ваква болест, имам онаква. Сега кој ќе одам, кој ќе ги видам тие снимките хаосе, што ќе ми кажат, што ќе ми препишат. Одиш по 2-3 дена, 2-3 пластики ти дава. Докторот ти вика, еве ги овие, застанати на неонка една, ставени тие пластиките, ништо не се гледа на нив, едва и се гледа, на неонка што трепка тие пластиките и тие застанати доктори, двајца, тројца се вртат и гледат на нив нешто. Се трудат да видат нешто. И на крај докторка гледа како да ме кнаиш ова што е. Во еден момент само докторката иди ти вика антибиотици такви и такви ќе ги пиеш 10 дена. Ако ти е лошо и ако кашлаш, дојди пак. Ќе ги пробаме другите антибиотици. Одиш во аптека, ти викате овие антибиотици. Се тие и ти прашува зашто се конкретно антибиотиците, мислам ти си современо биче, тебе те интересира тоа, ти си читал по интернет за едно, за друго, за све. За повеќе и ти вика само во одреден момент ова што работи во аптека, ти вика овие антибиотици се за повеќе работи, овие се многу јаки, опфаќаат од дишни патишта до болка во коленото. Викаш, сакаш да кажеш насреќа дека може да ми се погодат, насреќа ми се напишани, па викам, ти опфаќаат еден дел од бактериите. Ако не ти помине од овие антибиотици, ќе ти дадеме други, немој да береш гајле. Мислам, ама нашето здравство е подобро од многу други здравства низ Европа, пријатели мои. Например, исто, одиш на доктор, велиш, добар ден, докторе, имам мака, имам болка назад во плешката. И тој ти вика, во плешката овде? Чекај да фатаме. Да, викаш, овде малку погоре. Абе ти да видиш жена ми каква болка има исто овде, над плешката. И ти викаш, окей, сега ќе се занимавам со жена у негова. И почнуваш да објаснуваш. И докторе, кој ќе кашлам или кивам, кој ќе многу ме боли. Овде. Кој ќе кашлаш? И ти викаш, да, и жена ми исто. Кој ќе кашла, исто така ја боли. Докторе, многу ме боли. Ти вика, те боли, викаш. Абе, не знам, пешачи, само пешачи, земи, тоа е чарето, друго не знам. И боли, плешките болат многу. Ние сепак, пријатели мои, драги мои гледачи и гледачки, ги имаме едно од најдобрите здравства во Европа. Кај на здравството е на ниво на спортска прогноза. Ако погоди арно, ако не живи здрави, што би се рекло. Мислам, што би рекла мојата матична, Маријан, ќе започнеме со овие антибиотици. Ти вика, по некој време па ќе продолжиме со овие. Значи, вика, жено, престани, сакам да почнеме еднаш со некои антибиотици и сакам да завршиме со истите. Или, например, земи мој термин. Мислам, современо здравство, мој термин. Стигнуваш во 14 часот, го имаш ти. Тука ти пишува на упадот 14 часот, ти тука викаш добар ден. Во ходникот гледаш 30 луѓе чекаат, се туркаш. Успат, слушаш и ние чекаме, каде прекурет, некој шепти, вика само со пријатели, се си бркате, ние тука наивниот граѓанин чека, тропаш на врата, сигурен си, викаш, си имам документ, мој термин, сакам да ми се испоштова ова, добар ден, за мој термин сум. Внатре во собата кај докторката 5 души застанат и вакви малактисани цели. Дремат на столчиња. Сестрата препотена како обезбедување на докторката да е, а не сестра таму да работи. Ти вика, надвор, ќе ве викнам таму, надвор, тука хаос. Ти викаш, добар ден, јас сум со мој термин. Во колку садот ти вели таја? Во 2 часот, го 14 часот тука пишува. Вика, овие 5 души ги гледаш тука? Да. Па тие се во 11:30, сваќаш? И тогаш сваќаш дека времето е релативна работа во Македонија. И кога ќе речат, македонското здравство е подобро од многу други низ Европа, може би се мисли на она здравство, она замислено здравство. Во 2158 година здравството во Македонија ќе биде многу подобро од многу други здравства. И не сакам да ви го рушам сонот, драги мои пријатели. Бидете здрави и живи и дај Боже да немате потреба од здравството. Револуционери, партиски активисти, опозицијски борци за слободата и останати, во јануари 120 пратеници седнаа на пратеничките столчиња во собранието. Така, браво за нив, супер. Седна еднаш и во цел овој месец што помина јануари за тоа, само еднаш што седна ќе земат по 1200 евра плата. Да, 1200 евра за еден ден. Па тешко е да се бориш за барањето на овие напатени души.
Дали еднаш се качуваат на таа говорница во текот на цела година 1200 евра месечно. 1000 евра и тоа без патни трошоци. А замисли кога ќе ги ставиш плюс патните трошоци. Пример, еве, премиерот за овие кои не се информирани, Емил Димитриев, не премиер кој секој ден дома си оди со сопствената кола, со државната кола и плюс со обезбедување. Мислам, оди во Пробиштип. Значи секој ден тој патува Пробиштип Скопје. А Бонева после работа турнеја низ Македонија прави. За толку патни трошоци, мислам сега. За патни трошоци за една година таја зема колку ние цела улица што земаме плата. Помалку ние земаме уствари. А ние уште чекаме и да се оформи влада. А пратениците со нетрпение го очекуваат и првиот собраниски ден. Во меѓувреме, на сите вас ви си има смачено од политика, ви си има смачено од Заев, од Груевски, од Дали, од Тачи, од сите. Си сакате живот, ве сваќам. Но за да не се чувствувате дека нешто пропуштате, еве во неколку чекори, што се случуваше во овој претходен период. Мандатот за кој што се бореа сите политички партии го поседуваше, кој ако не Ѓорѓе Иванов, мандатот беше потоа даден на Груевски. Преговори за формирање на влада. Една неделна вечер се случи нешто. Не се работи за свадба. Туку во исчекување на Али да рече да. Тоест да му побара раката на Груевски за да речат истовремено да. Во меѓувреме, во истото време, што се случуваше? Добро, малку се задржа, малку муабет, малку убедување, малку договарање. Мислам, цела вечер муабет и за на крај. Се уште немаме донесена конкретна одлука, се уште ги анализираме сите опции кои што се поставени на маса, сите аргументи за и против. Тешко е да се одлучат, не е едноставно. Пред седиштето на ВМРО се појавуваат повеќе луѓе и пак ќе повторам дека ние живееме во една брутална сапунска реалност. Мислам, една турска сапуница, една шпанска сапуница. Не верувате? Мислам, на некој начин коалиционери за формирање на влада ви е исто како љубовна врска. И не е тоа како ајде сега ќе одлучам, ќе ми текна ќе се одлучам. Не е тоа едноставно, пријатели мои. И до крајот на серијата не се знае кој со кој ќе се обљубува. Но договорот го има секогаш нашиот и ваш Амди Бајрам. Да го видиме. Но сигурен сум, има време вечер до 12 заседават. Пратам телевизија тие работи и мислам дека при крај се да кажат да.